Почитувани и присутни, дами и господа, драги пријатели, добар ден. Денес сме собрани тука за да искажеме почит и да им се заблагодариме на четворица наши великани. Еден драмски писател, еден музичар, актер, еден лингвист и еден стопанственик. Пред нас се 4 животни приказни кои имаат различни генерацијски, творечки и професионални траектории, но сепак се спојуваат во единствениот животен пат кој води кон создавање на нови вредности во македонското општество. Ке започнам со Горан Стефановски, нашиот мајстор раскажувач, кој преку своите антологиски драми ни помага да ја разбереме приказната за нас. После Конески, Славко Јаневски и Петрема Андреевски, Стефановски е веројатно последниот голем архивар и согледувач на македонската култура и на македонските крстопати. Во своите дела и јавните настапи, тој постојано не подсетуваше дека идентитетот значи одговорност и напорна работа. Овој наш драматуршки маг во своите дела прави длабока вивисекција на човековото битие и дава прецизна диагноза за повеќе македонски, балкански, но и глобални аномалии. Иако изнесени уште пред 40 години, многу од неговите согледувања се уште точни. Постојано нагласувајќи дека за да преживее, човекот има насушна потреба да ткае приказни, Горан Стефановски, преку неговите драмски диалози, не поттикнува да си ја пронајдеме вистинската улога во нашата автентична приказна. Во некој од последните предавања, тој предупреди на опасноста од клишејата кои можат да не одведат во заблуда, да не заробат во искривени и лажни приказни за нас самите. А погрешната приказна може скапо да не чини, велеше Стефановски, повикувајќи не сите нас на безпоштедна битка против стереотипите. Вториот лауреат е бардот на македонската популарна музичка сцена, неповторливиот Зафир Хаджиманов. Овој плоден и сестран уметник, преку музиката, поезијата, преку драмските и филмските улоги, умееше да зборува на јазикот на повеќе генерации и притоа лесно и незабележливо да поврзува различни луѓе и народи. Верен на своето македонско културно јадро, Хаджиманов умееше да ја интерпретира македонската изворна музика низ современи и популарни форми. Препознатлив по неговата широка насмевка, кралот на шансоните успеваше да ја плени публиката каде и да настапуваше. Сам или во тандем со неговата сопруга Сенка Велетанлич, тој сними безброј звучни записи, ТВ програми и го обиколи светот, одржувајќи концерти и собирајќи награди и признанија за македонската, а и некогашната поширока југословенска култура. Третиот лауреат е основоположникот на високото образование на албански јазик во нашата земја, професор Ремзи Несими. Овој голем интелектуалец од редок ков и широки познавања, со својата плодна, образовна, научна и културна работа, придонесе за стандардизација на албанскиот литературен јазик и негово воведување во образованието, во печатените и електронските медиуми во Македонија и воопшто за негување и збогатување на современиот албански јазик. Како автор на бројни трудови, книги и учебници, професорот Несими е неспорно еден од најголемите авторитети на полето на албанологијата, почитуван и цитиран од сите албанолзи и кај нас и во светот. Како истакнат лингвист и просветител, тој го потенцира централното место на јазикот во културата на еден народ. Јазикот како клуч за толкување на светот, пренесување на мудроста и животните искуства, за поврзување на генерациите. Четвртиот лауреат е денеска со нас. Господинот Живко Мукаетов е сигурно еден од најпознатите луѓе од бизнисот во Република Северна Македонија. Раководи со компанија која е еден од носечките столбови на македонската економија, шеста фармацевтска индустрија во југоисточна Европа. Под негово раководство, Алкалоид АД во своите напори за опстојување на пазарот има вложено околу 200 милиони евра во модерни производствени капацитети, во опрема, лаборатории, во технологија, софтвер и најважното во кадарот.
Благодарение на господинот Мукаетов, брендот Алкалоид стана препознатлив по врвниот квалитет и принципијалната корпоративна политика на компанијата. Освен што е успешен стопанственик, Мукаетов е и познат филантроп, кој како прв човек на фондацијата Трајче Мукаетов досега има стипендирано 539 млади таленти од факултетите по медицина и фармација при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Исто така, тој е и долгогодишен поддржувач на спортот, што со своите успеси често пати знае да го сплотува македонското општество. Драги пријатели, секој од овие големи луѓе повеќе од сигурно заслужува посебна церемонија, чест и внимание. Но со ова заедничко доделување на орден за заслуги за Република Северна Македонија на Горан Стефановски, Зафир Хаджиманов, Ремзи Несими и Живко Мукаетов, сакаме да ги истакнеме поединците кои ја прават поголемата слика за напредокот на нашата заедничка татковина и благосостојбата на сите македонски граѓани. Верувам дека таа идеја најдобро ја изрази токму Стефановски, кој во една прилика рече: дај Боже, во годините кои доаѓаат, да можеме да се бавиме со ситни теми, со мали радости, со поединечни животи. Да не мораме да решаваме невозможни стратегиски равенки со повеќе непознати. Да ја собереме сета колективна памет на едно место и мудро да ја користиме, а не да ја расфрламе на сите страни, па да не знаеме дали ние за економија или за култура, за мир или за војна, за лето или за зима. Ви благодарам.